Љубомир Ристовски повеќе години е тежок инвалид од штип, кој освен од здравствени проблеми страда и од криминалци. Тврди дека досега е ограбен најмалку 10 пати и дека поради овие кражби не може да сврти денар. Грубо пресметал дека кратците досега му однеле околу 2500 евра. 4 години више исто лице ме плячка. Оде по мене, ми разбива врати до сега 4-5 пати вратата има разбиено. И обично ми откине, ја гледате дека носам ташничка. Затоа што виде ташна, откине и избега. Улева у собата, крше. До сега многу пари ми има земано. Има пари да си купам кола, околу 1000 и нешто евра у евра и околу 1500 евра у динари. Сето ова искуство со дрските кратци Ристовски го собрал за кратко време, а последните впечатоци му се од ноќеска. Вели дека крадецот овој пат успеал да го избрка откако силно го удрил со патерицата, која редовно ја чувал до себе. Имам штака, што одам со штака помалце у собата и јас седам и он скрши братта. И ноќеска е па скрши. И он тешко малце зборе, вика само ташната и се наведна под кревет да видите ташна, а до мене штеката кога сам го треснал у главата. Он држеше перница, мислеше дека се парите под перницата, ташната. Фарли избега. Досега Љубомир сите кражби ги пријавувал на полицијата и таа редовно вршела увид, но кратците, за кои тој тврди дека е единствен и ист, не биле пронајдени. Љубомир и пред нас и пред полицијата тврди дека го познава, детално го опишува, но полицијата никако да го пронајде, запрепастен е штипјанецот. А еден полицаец само ми вика пред прошлиот пат кога го пријавував, вика: "Абе, тражиме го да го најдеме 5 месеци." Тражите го 5 месеца човек у штип. Комплетно разочаран и дополнително уплашен за својата безбедност, Ристовски размислува и на екстремни безбедносни варијанти на самозаштита. Ке стигне ли полицијата навреме да го идентификува крадецот, кој тој упорно го посочува, е неизвестно, но случајот со Ристовски упатува и на друго. На хендикепираните лица освен помош итно им е потребна и дополнителна заштита.